Dobro večer, počituvani. Dobro dojedovte уште едно издание. И вечерва се надевам ќе го задржиме вашето внимание. Имаме неколку работи кои сакаме да ги презентираме. Динамиката на живењето прави да многу од работите ги забораваме пребргу, вулгарно пребргу. Но тоа стана дел од животот, а ние па ја барем си земав да ве подсетувам и да ви ги расипувам вечерите на опуштеност, на летаргија, на заборавност и да подсетувам на она што забораваме од X причини. Вечерва некој ќе слави, некому му е религиозно, некому не му е ништо, некој му е нешто, некој Свети Никола, некој ништо Никола, некој си тера своја религија и тоа е нормален дел од животот. Интересна работа е што, не знам дали сте забележале, на социјалните мрежи главната проблематика е како е градот украсен. Као моја велка. А и телевизорот што као Титаник ми пропаѓа вака, го гледам. Не, од брановите. Не, стварно сега ќе пуштам прилог и ќе го местам со либела. Природна човекова состојба е да не ги надминува грдите работи и да му се препушти на убавото. Човек е создаден како битие да се радува и да биде среќен, не да биде траурен и тажен. Несреќата, болката не е природна човекова состојба, но кога доаѓа во овој свет, таа треба да биде сватена како благодет, со благодарност. Но тоа се веќе некои други космички сфери, кои интелектуално можат многу слоевито да се разберат, но треба да знаете дека и сваќањето за универзумот, за Бог и за екзистенцијата треба да биде толку едноставна да бебе може на најниско ниво да има и свест и подсвест. Нема врска. За жал, нема соговорници на оваа тема и не треба да има. И не треба да има, затоа што кога ќе се јават па некои од редовниве кутрите, ги чувствувам, сака да збори, сака нешто да каже, не може да срочи ограничувањето е у бетон удира, у бетон. Има луѓе кои се упорни со децении се јавуваат кај мене, почнува да збори, не може да ја заврши реченицата, не знае што сака да каже, мисли дека знае, тоа што искача е толку конфузно, не се разбира, другиве се крстат, викаат што е ова муабетот, но знаеш како, артикулацијата понекогаш е можеби и како терапија. Па, знаеш како, си викам, окей, ајде, ако ништо друго, нека си ја лечи патологијата. Можеби во иднина некој ќе се јави, ќе каже, и секогаш има така од некој кој ќе брилира, кој ќе избрише патос со сите оние рамни, еднодимензионални размислувања, кои ги имаме ние неверојатно многу. Еве ќе ви кажам од политиката. Ајде, нема да идам од духовно, ќе ви кажам од политиката. На Телма телевизија оди емисија каде што вика младите ја губат довербата во Европска унија и тоа сите вие го разбирате, така?
Намерно правам драмска пауза, за да, види, Буцко знае, добро кажува. Арно, ама, сите тие млади, нели, 90% од нив ќе си заминат од тука. Така? Да, јасно, се подразбира тоа. И каде одат? У Русија? Нели, Русија сака? У Кина? Како Тито била земјата. Не идат више ни у Австралија, ни Америка. Не е ни Јужна Африка, не е ни Аргентина. Кај идат? У Европска Унија. Германија, Холандија, Белгија, Франција, Британија. Тоа е. И сега пазите шизофренијава. Наша, ние кои тврдиме, не, Европска Унија, шоке ни е Европска Унија, не треба Европска Унија. Си заминувам од овде, паметно, кај ќе идеш у Германија, добар. И сега, свесно влегуваме у лудило. Не е проблем што вака се однесуваме, нели? Ама ја не губам надеж во Европската Унија, ја губам надеж во земјава дека ќе ги има вредностите на Европската Унија. Знаеш како? Личноста е толку слоевита работа, која ја влечат многу механизми, кои за жал не ќеме ни да ги проучиме. Ид, его, суперего, тоа се неколку детектирани. Не ни знаеме колку слоеви стојат зад нашава екзистенција, да сум јас тоа што сум јас. Основата е она што го нарекуваме, што не знаеме поинаку и немаме име, и го викаме душа, и не знаеме ни шо е душа. Измишляме некои работи, поима немаме што е тоа. Тоа е суштината на екзистенцијата, на битие. Ама она што после го развиваме како личност да се сознае, го влечат многу работи. Подсвеста апсолутно не ја познаваме. А она е како Санта Мраз. Кога ќе видиш на море, вака, нешто вире од водата окаво. Тоа е свеста. Буквално сликовите дека она што е под водата, што не го гледаме, тоа е подсвеста и тоа е милион пати поголемо. Зошто ова ви го кажувам? У моментот кога почнуваш да лажеш или да се лажеш, подсвеста го детектира тоа. Бидејќи нашето битие не е по дефолт да е злобно, да лаже, си создаваме внатрешен конфликт. Продуховен човек, просветлен човек и така натаму, човек очистен од страстите, што е реткост. Иако во историјата ги имаме, илјадници, стотици, но не повеќе. Кога свеста ќе каже и почнува да прави нешто, свесно лажејќи се себе си макар, тој конфликт предизвикува мал милион карамболи. Тие карамболи не водат во потполно правец на така наречено падната природа. Што е падната природа? Да отпаднеш од она што си. А што сме? Позитивни. Создадени сме како добри. Создадени сме како рамни со ангелите. Значи, позитивни личности, добри личности, емпатични, да се радуваме, да сме среќни и така натаму. Но, бидејќи личноста се развива, почнува некој конфликт и тој конфликт прави таков кармакаш во нас, не сме ни свесни. Резултат на тоа не е лекување, туку е алкохол, цигари, дрога, апчиња за смирување. Значи, ја не правам разлика, многумина, знаеш, што судуваат ауто и земал дрога. Пиеш алкохол? Да. Па не си поразличен од друг. Пушиш цигара? Не сте поразлични.
Ја ништо од тоа. Аха, на што си навлечен? Ја без благо не можам. Чим човек не може без нешто, тоа не е свесна одлука. Знаеш, и наркоманите викаат, кој? Ја не сум наркоман, ја можам да ја откажам дрогата кога сега. Подкажи ја. Неќам. Истото го вика и оној што пие алкохол, оној што јаде благо, оној што бута и се дебели храна. Значи, се на нешто сме навлечено. Јас сум на Кока-кола, еве. Зера. Шекерот успеав да го откачам. Сакам да кажам, таквата состојба води не само ментално, туку и физичко заболување. Менталните заболувања донесуваат агресии, војни, убиства. Физичките болести. Од каде е изворот на болестите? Вечера да се послави. Што очекуваме ние на слава? Да јадеме. Ама да се утепаме од јаде. Ние не знаеме за мерка. Луѓе со мерка се фантазија да ги видиш. Па дури се напаѓане, ај бе, земи бе, пробај бе, земи. Мора да го навлече за да се оправда, бидејќи ако тој е умерен, а ти сакаш да си неумерен или не можеш да се контролираш, тогаш тој ти смета. Тој е слободен човек. А ти си роб. Роб си на алкохол, роб си на цигари, роб си на благо, роб си на мрсно, роб си на храна, роб си на други субстанции, роб си на секс, роб си на порно, роб си на мал милион работи. Сите сме ние зависници, само треба да си признаеме од што. Патот за излекување на светот почнува од себе. Себе се излекуваш кога ќе се согледаш у огледало, ова ми се маните. И нема да се излечиш. Ама свеста, значи процес, нешто да откачиш. Но и тој процес е тежок. Затоа во религиите постои исповест, кога ќе артикулираш својот грев, вклучуваш еден цел космос кој прави ментална, духовна и физичка промена на себе. И ова е сега многу големи филозофии, ама, како да ви кажам, не може поинаку да биде. Така што, уживајте. Штета што радоста мора да биде со некаква субстанца. Мора да биде со ракија, мора да биде со уште една ракија, мора да биде со ракија и храна, мора да биде со ракија, храна и благо, мора да биде со ракија и храна, мора да биде со ракија и цигари, ракија и салата, ракија и пача, ракија и ова, ракија и она, ракија и тавче гравче, ракија и со рипче, ракија. Нигде го немало ова. Свети Никола ставил. Мислам, знаете како? Свети Никола, видете го на икона. Вака е исушен. Зошто? Затоа што овој на негов ден се пости. Не е пост да јадеш постна храна, да се воздржиш. Неверојатно малку ни треба, ама не знаеме ние за малку. Не можеме. Не можеме едноставно. Знам и секогаш кога зборам почнувам од себе сум се перцепирал, па ги перцепирам блиските, па се обидувам да го перцепирам светот. Па низ некои процеси да донесам до некакви заклучоци. И све пат. Ама мора лук, па лук со ракија, па ракија со лук, па салата со лук со ракија, па да види расположение, ајде сега нема да се двоиме. Ја заборавивте Вања. Сори што ви расипувам убава слава, или гости, или седнате, или дремење, или се драпате со женската, или сте во божикни пости, па вртите молитви и со некој памет сте уклучиле програмава, мене да ме гледате. Бог да чува и да брани. Ја заборавивте.
до следната Вања. За жал ќе има повторно Вања. Не е убиецот незин исклучок во нашево општество. А пак со разбирање, нема осуда. И јас заборавам, ко првите 5 дена, секој половина час ми текнуваше во врска со тоа, сега е многу поретко. И како идат празниците, а така оние им одговара да се игра на подолго време. Па процесот на екстрадиција, па не биле пратени од податоците од обдукцијата, па ова, па она, и прашањата спласнува. Зашто се расправа, сега да се вратам на почеток, значи имам добар фокус, што ми текнува, кај сум почнал, не сум забегал ко моје гледачи редовни. Зашто се расправа општеството денеска? Нашово, скопско, македонско. Сте отвориле социјални мрежи? Не ќе да отворам, дегутантно ми е. Затоа што треба да влезеш у политичка борба која е нонсенс. Ја имам политички став, ја имам своја определба, како демохристијанин и знам кој е мојот став. И мојот став е многу одамна несменет. Зашто се расправаме денес? Нема да ви се верува. Затоа што, иако сте вклучени во сето тоа, и пцуете, и мајки, и шајки, и мамицата, и вака и така, со најмаргиналната работа се занимавате денеска. 90% од општеството. Со што? Како била накитена елката на плоштата. Не, знам, не може човек од суета да си признае дека е тоа така. Ама медиумите пренесуваат затоа што ве осеќаат вака. Медиумите се што сакаат џукеливе, што коска да џвакат, тако, фрлим ја. И сите, моралот, етиката и праведната борба денеска е фокусирана не е на Вања. Не е на оној беден, мизерен говор на председателот. Не е на власта која секојдневно ве краде. Не е тоа што цела држава ни се распаѓа и стануваме вукојебина. Елката. 15 години слушам, затоа што сум секој ден. Значи, клетото во мене, ја не сум подобар или попаметен, туку јас сум будалата која одлучила секој ден да биде на телевизија и да перцепира колку толку што е главниот интерес на денот. Секоја година народот пцуеше колку пари се фрлале за прослави за Нова година. Па не знам, овој го донеле за 150.000 евра, па ова испрале пари, абе тоа вриштат сите. И сега одеднаш, кога гледаме дека не се фрлаат пари, дека се штеди, одеднаш шизофренија. Колку било грдо, колку не се овакво, онакво. На страна што, единствена мана на град Скопје е што елката се уште ја китат. Таа не е ни завршена. Нема да биде спектакуларна, ама ќе биде целата, нели? Ама ја сликаа, нели, до пола, еве, гледате на што изгледа. И ги разберем, не, ако ја правиш елката, направи ја одма. Ама, ете, не ја направиле, 2-3 дена им треба, доцнат малку, окей. Тоа ли ни е битно и суштествено нас у животот? Еве, тоа бе прашувам. Па според би, Коце како ставал, Шилегов како кител, ја да сум градоначалник, една сијаличка вака нема да ставам. Па после зборите ми за метрополите.
Абе, додека плюкате по улици, паркирате по тротоари, луѓе нема кај да поминат пешаци. Мајки со колички глава у торба си ставаат по улициве наши. Не, град не го чистат служби. Знаеш што е чист град? Чист град е граѓани кои не си го загадуваат градот. Службите се сегде исти во светот. Македонец во Германија, во Америка, абе, од виткуе мастика, ја лапа мастиката од една страна, од друга страна го голта ливчето. Да го фрли, Бог да чува. Кога ќе испуши пикавецот вака, али овде, не, бе, ова. Такви сме. Такви сме. И тука е Агелер во право. Неказниви сме. Затоа што, знаеш, другар ми мој на многу убав начин го научи тоа во странство. Ека, не фрлајте ѓубре, табла вака, не фрлајте ѓубре. Do not litter. И земи лепи мастика. Како лепи мастика? Боби. Оп, 30 фунти казна, што залепи мастика на ова. А, тинеџерска за фраканција манго писме. Зашто тоа нема да го видам у Јапонија? Има нешто, еднонационални држави, каде што нема мултикултура, имаат малце по-пристоен цивилизацијски живот. За жал, Константинопол, Стариот Рим, биле по-чисти и по-негувани градови. Ригорозни казни, немало врски, немало све. А сега пушташ телевизија, гледаш овој со врски, овој прегазил 5 деца, никому ништо го пуштиле затоа што бил, татко му бил на владеачката партија, и идеш таму, некој цело село не плаќа струја, овој вака прави, оној бе, и тебе ти е огадено. Значи, оправдание има. Потполно сте во право за све. Ама не почнуе од горе. Не почнуе од градоначалникот, од премиерот, од партијата на власт. Почнуе од дома. А како почнуе од дома? Многу буквално. Каков ти е твојот духовен живот? Како ти се продуховуваш? Со ракија и со многу храна, окей? Ракија и многу храна се многу страсти. Многу страсти, пресликано на улица, у партија, у општество, ти е тоа. Држава, која трите најбитни работи се ракија на прво место, на второ место се цигари и кафе, на трето место е бурек, храна, бутање. Па после доаѓа све. Значи, тоа сме ние, тоа се нашите приоритети, и таквата наша состојба, отсликана у политика, у општествен живот, у цивилизација, го дава тој резултат што го имаме. И сега, ние сме фрустрирани и пцуеме. И чекаме сега Таче, Мицко, Данела да ни ги решат проблемите. Не бе, брат, додека ние не си ги решиме сами со себе проблемите, ништо нема да се смени. Да, замислете народ кој е пристоен, дисциплиниран, кој е внимателен, кој не загадува, кој почитува закони, кој плаќа сметки, кој почитува сообраќајни правила, нема да може да се изроди меѓу такви луѓе, и од такви луѓе не може да се изроди изрод од политичар. И после се чудиме зошто го имавме еден Заев. Заев е слика и прилика на ова општество. Ние не можеме 7 години да ја срушиме оваа власт, а сите викате не чини. Па онда, што да ви кажам?
A zašto ne može? Zato što ovoj praimate, vidi, nije problem, ama, znaš, ja ke se butnam, rabotička, ovo, ona, vamo i tamo, se po linija na pomal otpor. Polesno, bez maka da bide i da ne prezemeš odgovornost za svojite postupke. Ti kako vikat? Go faća policajac, frlil pikavec, a vika frlil te... Što pa mene me kaznuješ? Gledaj ovije šo prat. Emevo pravo, ama ne evo pravo. Vanja, ja zaboravim me. Zato što, znaš, kako otideš na pogreb, posle pogreb, ja sam bil na mnogo pogrebi i posle pogreb, znaš, kako se sobereme, da ispratime semejството дома и така натаму, почнува дури една еуфорична хистерија, една шизофренија. Луѓето се расположуваат, почнува дури и смешки кажување, се со тоа нели оправдано да го расположиш, да ги расположиш ожалостеното семејство, траорноста да се надмине, тешка е за сите и така натаму. Ама пак е шизофренија. Ама па од друга страна па да се препуштиш на тагата и тоа е крајност. Едно и друго. Се е тоа да немање мерка во ништо. Ни во радост, ни во жалост. Ни во исхрана, ни во прехрана. Од една страна имаш едни лапаат, бутаат и така натаму без мерка, од друга страна ги имаш овие ултравегани кои мерат. Не може да се и едните и другите управо. Некаде во средина. Секогаш е во средина. Секоја религија ќе ви го каже. Без секој филозоф еве атеистички, средината, умереноста е мајка на све. На здравје нека ви. Вие си знаете што ќе правите. Големи сте. Све ви е познато. Ја немам намера никому да му солам памет или воопшто да имам желба некого да сменам или да осудам. Моje е да си го артикулирам. Како јавна исповест, све што зборам за себе. Вие ништо не сте, вие сте надчовеци. Вие сте ангели просветлени, вознесени сте на небо. Јас сум негде у дното доле и талкам и викам и лајам и ги не расположувам луѓето. Вања ја заборај. И пак велам, нормално е. Според она, каква е човековата природа. Не е проблем да ја забореш, не можеш да бидеш во тага. Бевме во шок. Работата е што повторно ќе се случи некој вакво дело. А ние не ја истеравме работава до крај. Ви ги знам оправданијата. Не држат. Но добро. Сега, шизофрено, ќе се префрлам од една, леле, не можам да го гледам телевизорот, сврти го кадарот. Така. Као сакат, као јас со еднава нога, ваков, искривен цел. Океј. Мојот драг пријател, професорот на Европа Прима, Милчо Зунов, кој наназад се познаваме и соработуваме уште од 95-та година, е човекот кој го раководи 3D Project и е професор за телевизиски системи. Јас како човек од телевизија, кој најголем дел од кариерата ја помине и во радио и во телевизија, секако дека оваа книга ми е интересна и се надевам во иднина откако ќе се оправам за неколку месеци, а и hope so, ми треба и храброст, а ја немам, иако многумина ми честитат што сум издржал. Сум издржал од што сум морал, не од што сум сакал. Издаде книга, објави книга под наслов Телевизиски системи. Во наредниве 45 минути од
промоцијата на книгата "Телевизиски системи" на Милчо Узунов, каде што навистина пар екселанс луѓе кои ја познаваат проблематиката, тоа е како се поставува телевизија, програмски, технички, со сите елементи од кои панели произлегуваат сите работи што утре, па дури да правиш интернет телевизија и што ти ја знам. Така што интересен, мене ми е ова интересно и задоволство ми е да ви ја оваа промоција на книгата "Телевизиски системи" да ви ја пуштам и презентирам овде во емисијата. Потоа се враќаме назад во студио. Почитувани гости, драги пријатели, дами и господа. Пред се би сакала да кажам едно огромно благодарам што сме вечерва тука заедно на овој прекрасен настан, третата книга, незината промоција на професорот Милчо Узунов. Би сакала за почеток да ги поздравам професорот Јордан Плевнеш, професорот Александар Трајковски и професорот Слободан Таневски, кои подоцна ќе говорат за книгата. Но на самиот почеток би сакала да кажам неколку збора за авторот на книгата, нашиот професор Милчо Узунов. Милчо Узунов е роден 74 година во Скопје. Средното образование ќе го заврши во престижната гимназија Орце Николов во одсекот за електротехника и електроника. Студирал на електротехничкиот факултет во Скопје на катедрата за електроника и телекомуникации, а специализирал на електротехничкиот факултет во Белград, Висер, насока за компјутерски технологии. Постдипломските студии професорот Узунов ќе ги заврши на Универзитетот за аудио и визуелни уметности ЕСРА, Скопје, денес насловен како Интернационален универзитет Европа Прима Скопје, каде што е и професор на Факултетот за драмски уметности. Покрај овој универзитет, професорот Узунов предава и на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје на Факултетот за драмски уметности ФДУ во главниот град. Член е и на тимот основачи на првото македонско научно списание Емитер за популаризација и примена на науката и на техниката. Професорот Узунов, освен во списанието Емитер, дел е и од активната работа во полето на видео и аудио технологија, која што може да се прочита во научното списание за аудио и визуелни уметности Линк при Универзитетот Европа Прима во Скопје. Она што би сакала посебно да го истакнаме е дека денеска ја промовираме третата книга на професорот Узунов, но би сакала да ги споменам и предходните две негови дела. И тоа од 2018 година Основи на сценската проекција и Видеотехнологија во 2020 година, која што излезе од печат, тоа беше неговата втора книга, додека денеска ќе имаме можност да зборуваме, да ја промовираме и да погледнеме дел на работата на студентите за книгата "Телевизиски системи". Станува збор за книга за која што слободно можам да кажам, бидејќи јас ја прочитав, за она што е можно интересно да се научат многу работи од неа, но исто така, освен оние кои што чија што област и специјалност е овој дел од науката, може и секој од нас да ја прочита, бидејќи навистина ќе се сретне со една интересна литература која што ќе му остави посебен впечаток. За почеток
би сакала да се заблагодарам и да го поканам да му дадам збор на професорот Јордан Плевнеш, кој што е воедно председател и основач на Интернационалниот универзитет Европа Прима. Професоре Плевнеш, повелете. Ви благодарам за поканот што ја презентиравте. Не бидејќи имаме звучен инженеринг, никогаш звукот не работи. Добро, ајде да не ги критикувам сега. Почитуван професоре Узунов, почитувана господја Узунова, сопруга на Милчо, така е традицијата на Сорбона, на промоции да се поздравува авторот и сопругата. Еден аплауз за двајцата. Почитуван ректоре на Универзитетот Александар Трековски, почитуван професоре, почитуван министер во владата на Република Македонија Макрадули. Во Франција исто традиција, еднаш министер, цел живот министер. Така ги ословуваат секаде, почитувани колеги, студенти, професори, исто колеги од ФДУ присутни тука, завршени студенти, студенти што сте сега запишани и почитувани драги посетители на овој прекрасен чин. Јас сум предвиден да кажам неколку збора како поздрав до професорот Узунов. Тој е еден од нашите први магистранти, еден од нашите први професори, бидејќи кога се основа универзитетот, тоа се викаше Естра Парис Скопје Њу Јорк, тогаш ние во исто време бевме на некој начин матична институција во која се промовираа првите магистри во различни области, бидејќи тие области во Македонија не постоеја во образовниот систем. Има и денес 8 професори кои не постојат во државните универзитети и ние ги промовираме првите магистри во областа на звучен инженеринг, во областа на анимација, во областа на аудиовизуелните технологии. Тие подоцна стануваат доценти и на тој начин вршевме една мисија која што во високообразовниот систем на Македонија значеше многу. Добро, државите има една дефиниција на Бакунин, јас сум познат по тоа што некогаш правам анархистички дигресии во мој. Бакунин има една дефиниција за друг да земиме, добро. За државата вели, државата тоа е безумна абстракција, не знаете кој е држава. Така што државата немаше некој голем однос кон тие прашања дека ние вршевме една таква мисија, но еве опстојуваме 17 години благодарение на овој професорски состав кој што денеска котира многу високо во целиот регион и во европскиот систем дури. Значи, во овие 17 години нашите професори се водечки фигури и во областа на музиката и во областа за која ќе зборувам сега за Узунов. Например, ќе раскажам два примери во кои што јас бидејќи сум од првата книга негова заљубен, тој е присутен и во сценската уметност, основа на сценските проекции, ја носе во Букурешт за време на формирањето на Академија Балканика Европеана и бев примен кај ректорот на Универзитетот Јон Лука Караѓале, со кого соработувавме, и јас ја носев книгата Основи на сценските проекции да му ја подарам книгата, за да му кажам како вид на професори предаваат на нашиот универзитет. И се сеќавам, тој ми рече за основи на сценската проекција, тука е некаде основи на сценската проекција, па вели, оваа книга заслужува магистер Узунов да дојде кај нас и да ја пријави за докторат. Разбирате?
Така што, еве, Милчо ќе го направи тоа, тој со сите своји книги прави своји докторати, еден ден ќе го кронисаме сето тоа. И јас уште од Букуреш му се јавив на Милчо и му реков, еве, ректорот на еден од најголемите универзитети во Европа за сценски уметности, и му го раскажав тоа на покојниот Јон Карамитру, кој што беше чест гостин на Македонија, и ми вели многу убаво ти рекол, и он знаеше малку и да чита македонски. Тој беше првиот председател на Академија Балканика Европеана и гроф на уметноста, лорд на уметноста прогласен од англиската кралица. И човек што го играл Хамлет 200 години, 200 пати за време на Чаушеску и 200 пати после Чаушеску. Тој беше еден од ретките Хамлети на европската историја. После тоа, видеотехнологии кога ја објави, започнавме со еден проект International Music Revolution, директорот на конзерваториумот Моцарт, Паскал Галуа, композиторот Панде Шахов, што предава на Академијата во Лондон, македонски, мислам, композитор од македонско потекло, што со Трпчевски го работеа проектот Македонисимо. Започнавме со едно либрето International Music Revolution и Паскал Галуа ме праша кој ќе ги прави холограмите, така се вика холограми. Па јас реков, имам еден врвен светски стручњак за холограми, што сега ја објави видеотехнологии, и му ја подарив на Паскал Галуа во конзерваториумот Моцарт, и рече, па ова што го работи Узунов има светско ниво. Оваа книга бидејќи сега излезе, уште никому ја немам подарено телевизиски системи, но ќе дојде и за тоа време, за да се подари на соодветна фигура. И еве со овие неколку збора сакам да кажам дека нашиот професор Узунов, кој што предава и на ФДУ, и кој што е една еминентна фигура во Југоисточна Европа, ги прави своите пробиви во светот и во отсуство. Францускиот филозоф Волтер вели најубаво да се брилира во отсуство. Значи да се зборува за вас, а вие да не сте тука. Така што јас сум горд што како председател и основач на универзитетот имаме една таква личност во нашиот академски состав и му пожелувам, значи, еве, нека размислат универзитетите во регионот и во Европа, каде Милчо ќе ги почести со својот докторат. И еве, со тоа ве поканувам да му аплаудираме за целата интернационална одисеја. Сега, ректорот е наред. Професоре Плевнеш, јас ви благодарам и познавајќи го толку долги години професорот Плевнеш, морам да кажам дека брилира секогаш кога го слушаме и во присуство и во отсуство кога се зборува за него. А сега би сакала да го најавам ректорот на Интернационалниот универзитет Европа Прима, професор доктор Александар Трајковски, да ни каже неколку зборови и за професорот Узунов, а и за неговото ново дело. Повели Александар. Благодарам, добро вечер и од мене. Најнапред сакам да кажам дека не само по службена должност како ректор сум присутен тука, туку мене ми представува особена чест и задоволство да бидам дел од оваа воведна дискусија за третата книга на Милчо Узунов, заради тоа што пред се го почитувам како автор, како писател, како една комплексна личност која во себе содржи голем број елементи. Тој пред се е стручњак, практичар, кој што во практиката има остварено завидни резултати. Тој е педагог, кој што во изминатите години реализира повеќе од успешна педагошка дејност во високото образование и истовремено е автор на книги,
публицист, автор на научни трудови. Јас лично со Милчо соработувам во рамките на наставната дејност на Интернационалниот универзитет Европа Прима, меѓутоа и во областа на неговата публицистика, како еден од редовните членови на редакцијата за издавачка дејност на нашиот универзитет и како уредник на списанието Линк. И имам директен увид во она што го работи тој. За мене тоа е една друга, би рекол, област во која што немам големи познавања, меѓутоа преку неговата експликација на сите тие теми, на сите прашања кои што ги допира во текот на неговата дејност, и јас лично научив нешто од таа област. Зошто го зборувам се во ова? Заради тоа што сакам да кажам дека стручната литература, за да се напише, да настане стручна литература, тоа е една специфична област на творење. И за да се направи таа, потребно е многу знаење и потребен е многу багаж во практиката, за сето тоа да може да се вклопи, за сето тоа да може да се обедини и да излезе во едно дело кое потоа ќе остане за навек, за сите оние кои што сакаат да прочитаат и да се заинтересираат за сето тоа што го работиме. Значи, стручната литература бара конкретни обсервации на проблематиката која се обработува и тоа најмногу, како што реков, може да се направи преку анализа на практичните примери, кои во книгата, третата книга на Милчо Узунов, Телевизиски системи, се одлично опишани. Почнувајќи од основните параметри на телевизиските студија, па се до отделните сектори и нивните функции на телевизискиот систем, оваа книга дава една целосна слика не само на телевизиите како медиуми, туку и за продукцијските процеси, кои се нивен составен дел. Особено остава впечаток богатата илустрација, тоа ќе можете да се уверите од кога ќе ја земете книгата, зашто мојот колега Милчо навистина посветил многу од своето време. Предпоставувам дека ова е повеќе годишна, би рекол и децениска работа за која што и самиот тој ќе каже подоцна. Може да се забележи дека секоја тема има своја илустрација која ја придонесува за една дополнителна експликација на проблематиката која се анализира во неа. Сакам да потенцирам дека оваа книга ќе збогати македонската стручна литература, особено во дело за телевизијата, каде навистина бројот на книги кои што може да се најдат од оваа област е кај нас значително мал. Ми представува задоволство и чест да го поздравам професорот Милчо Узунов, кој во рамките на нашиот универзитет, како што спомнавме повеќе пати, објави 3 книги, 3 исклучително важни, 3 исклучително обемни и 3 исклучително стручни книги. И навистина, сите тие со теми за кои не само кај нас, туку и во поширокиот регион, ретко може да се сретнат автори кои ги обсервираат. Јас лично сакувам на Милчо уште повеќе да не збогатува со вакви изданија, уште повеќе да ни подарува литература, која што не само ќе биде дел од нашето секојдневие на тие што сме сега присутни, туку со овие книги тој ќе остави печат не само за неговата работа, туку ќе остави печат на едно време и ќе остави еден трак по кој што следните генерации наши студенти ќе може да го црпат своето знаење. Честитки, Милчо, и ти посакувам уште многу успеси. Му благодарам на ректорот, професор доктор Александар Трајковски, за овој навистина одличен вовед. А сега би сакала да кажем неколку збора, бидејќи вела дека професорот е успешен ако неговите студенти, неговите ученици го запаметат тоа што го научиле и го применат тоа знаење. Во наредните неколку минути на наше огромно задоволство, верувам најголемо задоволство на професорот Узунов, бидејќи тоа е тоа што го прави науката, особено нели во оваа област во студиите, да ги слушнеме и погледнеме како студентите од двата факултета, заедно нивните професори и колегите од инженерската телевизиска фила го гледаат значењето на оваа книга и на авторот, нашиот професор Узунов.
Јас сум Јаглика, водител на емисијата Едноставно заводливо на македонската телевизија, воедно и монтажер на истата, но и претходно на повеќе проекти во нашиот јавен сервис. Но она што сакам да го потенцирам денеска е дека кога се запишував на Интернационалниот универзитет Европа Прима, каде студирав продукција и менеджмент, го запознав и професорот Милчо Узунов, како го имавме предмет по филмска и телевизиска техника и технологија 5 и 6. Морам да признаам дека за мене овој предмет најпрво беше изненадување, сикам што сега јас ќе учам кога веќе го имам искуството нели од телевизија, но тоа не било така, па така што имав една можност да она што го знам во пракса да го научам и како теорија, односно да ми станат работите малку појасни и навистина ми беше од голема помош. Ние како студенти тогаш имавме можност да учиме од видеотехнологија книгата, неговата втора книга, ако не се лажам, на професорот, меѓутоа намената за овој предмет, а сега студентите кои што ќе студираат на овој универзитет ќе имаат можност да учат од неговата нова книга, односно телевизиски системи, и верувам дека ќе го збогатат своето знаење и потоа таа теорија која што ќе ја добијат од него ќе имаат можност да ја применат и во пракса, дали во некоја телевизиска куќа или пак во некоја продукција. Поздрав до сите, јас сум Јаков Огненовски, студент на Факултетот за драмски уметности при УКИ, одел филмско и ТВ снимање. Еден од најомилените предмети во втората година ми беше електронска техника и технологија. Професорот Милчо Узунов, при убави и конкретни примери и теорија, ни ја приближи технологијата кон нас. Ние како идни директори на фотографија, убаво е да знаеме технологијата, бидејќи едно убаво филмско дело да твориме во иднина, потребно ни е да знаеме технологијата. Јас сум Сашо Доковски, 26 години работам како снимател. 26 години соработувам со професорот Милчо Узунов. Супера се соработува со него. Знаеме и да експериментираме на некои нови работи, на нови технологии. Книгата е одлична, многу малку има напишано од оваа литература на македонски јазик и му посакувам на професорот Милчо Узунов уште многу успеси, уште многу книги напишани за да научим уште доста работи. Јас сум Никола Стамболиев, дипломиран електроинженер и одговорно лице за развој на аудио и видео проекти во компанијата АВЦ Груп Скопје. Од самиот почеток на мојата кариера во АВЦ Груп започнува соработката со професорот Милчо Узунов. Низ годините кои што поминаа, заедно со професорот Милчо Узунов реализиравме проекти за телевизиски куќи, телевизиски студија, продукциски системи, радиостаници и друго. Во името на АВЦ Груп, како водечки систем интегратор за аудио-видео системи во регионот, можам да истакнам дека соработката со професорот Милчо Узунов е од голема важност за оваа област. Неговиот напор за имплементација на нови технологии во проектите кои ги изработуваме
секогаш резултираат со финансиски и функционален бенефит. Јас сум Љупчо Ивановски, раководител на мобилна техника во јавниот сервис МРТВ. За Милчо Узунов можам да кажам дека е една алка во нашето општество, односно во сферата на продукција, производство, емитување на видео содржина. Суштински дел на нашата работа, на нашата фела. Имаме огромна потреба од кадар кој што ќе ги пополни телевизиските и продуциските екипи. За Милчо можам да кажам дека го знам доста долго. Сме работеле заеднички проекти. Посакувам успешна работа, што е многу вакви изданија. И се надевам дека неговите студенти ќе бидат и дел од МРТВ како јавен сервис во нашата држава. Јас сум Владо Арсов, дипломиран електроинженер со работно искуство поминато во македонска телевизија. И морам да кажам дека особено ми е драго што пред себе имам книга која професорот Милчо Узунов, во која професорот Милчо Узунов преточил свое знаење, свое искуство со намера да тоа го направи достапно за сите кои ова подрачје ги интересира. Книгата секако потполнува една празнина која морам да кажам моето долгогодишно искуство покажува дека ја има кај луѓето кои решиле тоа да им биде животно определба. Таа празнина е точно тоа непознавање на системскиот дел на работата, без разлика на тоа што тие во својот дел на работата се врвни професионалци, меѓутоа приметливо е тоа незнаење на системски како функционира еден медиум. И се надевам дека книгата ќе им даде информации да го разберат целиот тој систем. Интересно е што ова книга, освен сегашните трендови и технологијата која ни е достапна, сепак дава и информации за идните трендови во телевизија. Јас морам уште еднаш да се повторам дека особено ми е драго што професорот Милчо Узунов собрал доволно храброст, оделил време да целото свое знаење го преточи во една таква книга. Јас му пожелувам и понатака да продолжи во тој смер, во таа насока и да биде од корист на сите кои се занимаваат со телевизија. Пред се сакам да изразам навистина една почит кон авторот Милчо, бидејќи тоа што го направил е навистина подвиг. И тоа особено во време кога едноставно се помалку и помалку се чита. Втората работа која што исто е битна е тоа дека на овие простори навистина прилично има голем дефицит од литература која што се однесува токму на овие студии. И можам да кажам дека како долгогодишен професор на Факултетот за драмски уметности дека навистина ова што е направено би требало на крајот на краиштата му посакувам на колегата Милчо да едноставно продолжи и да не застане тука, бидејќи една од најважните работи која што ја гледам во оваа книга, тоа е и која што секогаш вродува со плод, тоа на интердисциплинарност која што патем е многу добра, особено значајна, пред се заради тоа што книгава е наменета за една друга категорија, односно за уметници кои што патем не се инженери, меѓутоа овој спој на она што дефинитивно би требало да значи некакво учебно помагало со кое што јасно ќе се презентирани и представени сите оние проблеми и аспекти на телевизијата, предпоставувам дека многу ќе им користи на студентите во идните запознавања, односно се она што се случува по однос на телевизијата,
па дури би рекол и на сите оние телевизиски професионалци кои што работат долги години во оваа професија и оние кои што допрва ќе едноставно дојдат да работат. Така да уште еднаш честитки и му посакувам уште многу вакви учебници, учебни помагала. Беше навистина прекрасно да се види што мислат студентите, соработниците, бидејќи особено кога правите еден ваков тип на творештво, многу е важно сите околу вас кои што работат со вас, со кои што го делите знаењето, меѓутоа и на оние кои што им давате знаење како тие тоа го чувствуваат и беше убаво да се слушна. Сега ќе му дадам збор на професорот магистар Слободан Таневски, кој што заедно со професорот Узунов ги предаваат предметите по филмска техника и телевизиска технологија на Интернационалниот универзитет Европа Прима. Професоре, ви давам збор. Благодарам. Според програмата што Милчо ја подготви, мене ми падна чест и обврска на некој начин да ја презентирам книгата од содржински аспект, од стручниот дел. Може би ќе се повторам нешто, бидејќи и колегите инженери од другите телевизиски студија доста кажаа на таа тема. Меѓутоа, јас би започнал со една мала предисторија како сето ова започна со Милчо. Пред едно 30 години јас бев млад професор во гимназијата Орце Николов, а Милчо беше ученик. Изучуваше електроника, нели телекомуникации, меѓу другото и телевизиска техника. Јас тогаш имав некоја скрипта, така рачно напишана, па нешто куцана на компјутер, на машина за пишување. И кога сето тоа заврши таа година, Милчо дојде со предлог, а професоре да направиме ова сега скрипта, вика, асално на компјутер да ја средиме како што треба. И така почна нашата соработка со Милчо. Милчо ја среди таа скрипта во оној формат како што би требало како книга. И ние започнавме да работиме, така да кога дојде време, една година, две подоцна ми се чини, јас го формирав списанието Емитер, Милчо го поканив да биде во првиот тим на основачи на списанието и беше мој помошник уредник, задолжен за аудио, видео технологиите, текстови да пишува, да прегледува, да коригира, цртежи црташе. И сето тоа се влечеше едно 28 години, каде што Милчо во списанието Емитер има едно 100 трудови, ми се чини. Добар дел од тие трудови после вака ги гледаме преточени во книгата и во овие две книги што претходно ги објави. Така што Милчо не е случајно, ајме момент само да си го отворам подсетникот, бидејќи не стигнав да си отпечатам. Што сакаме да кажеме. Па мислам дека беше доволно за овој вовед од каде доаѓа работата и нашата соработка, така што ние кога дојдовме, кога имавме потреба овде код професор за видеотехнологии, моја прва идеја беше дека тоа е Милчо, дека тоа треба Милчо да дојде тука. Предложив на нашиот тогаш ректор Плевнеш и Милчо дојде, се запозна, видоа како иде таа работа. Милчо потоа магистрираше кај нас и ги презема тие предмети на видеотехнологија во 5, 6 и сега 7 и 8, така, да. Што би кажал сега за книгата, а да не се повтора многу со останатите колеги. Прво, ваква книга кај нас не постои. Тоа што постојат некои книги за општо за основи на телевизиска техника, тоа постојат како средношколски учебници или скрипти за на електротехнички факултети, тие ја третираат основната технологија на инженерско ниво, на конструкторско ниво. Телевизиските системи кај нас не се обработувани во книга, барем последниве 40 години, колку што јас ја следам таа проблематика, нема ваква книга и ова можам да кажам со 99% сигурност дека ова е прва книга на македонски јазик за телевизиски системи каде што таа тема се обработува. Друго што е многу битно за оваа книга е тоа што во книгата е направен еден извонреден баланс помеѓу инженерството и, да кажеме, онаа другата страна на телевизијата, тоа се луѓето, телевизиските работници, кои што работат со таа технологија, кои што немаат потреба да знаат подлабоко за таа технологија на едно инженерско ниво,
Меѓутоа треба да ја знаат да ја користат таа технологија и да знаат како функционира целиот систем, кој е нивното место во тој систем, да знаат што може да очекуваат од таа технологија, да не очекуваат некои невозможни работи или обратно технологијата да нуди можности, а да речеме камерманот или монтажерот и така натаму да не знае да ги искористи тие можности, бидејќи не е доволно запознат со таа технологија. Така што оваа книга не сметам дека е само книга за студентите на Европа Прима. Значи зборувам за оние од телевизиската фела, значи монтажери, камермани, продуценти и така натаму. Оваа книга мислам дека е многу корисна и за електротехничарите и електроинженерите кои што работат или ќе работат во телевизиските центри, за да знаат како таа опрема треба да се поврзе, што е битно, како се проектира едно ТВ студио и така натаму. Книгата има 3 главни поглавја: телевизиско студио, надворешна мобилна продукција и примери и анализа на телевизиски системи. Јас само накратко ќе кажам, да не ве замарам сега со тоа, меѓутоа само еден вака летимичен поглед на насловите и поднасловите кажува колку труд има во тоа влезено, колку детално се тие работи опфатени, и мислам дека со помош на оваа книга сега многу полесно ќе може да се формираат телевизиски центри, телевизиски студија, продукцијски видеа студија, за да може сето тој систем да работи, да одговори на барањата на клиентите. Во темава телевизиско студио има основи и потребни услови за студио. Значи тука се све електрична енергетска инсталација, системи за климатизација се обработени, светлосните гридови горе, рефлекторите, акустичката обработка што треба да има телевизиското студио. Ние како гледачи, да кажеме, обично од телевизијата го гледаме крајниот производ и дел од сценографијата, може во кадар ќе влезе некоја камера или некој рефлектор и мислиме дека тоа е доволно, една голема соба, нели, во која што има камери, само и светла. Меѓутоа не е тоа воопшто така. Значи има тука многу детали кои што треба да се направат за тоа студио да функционира. Опфатена е класификацијата на ТВ студијата, од мали студија, од продукцијски студија, од големи студија за класична продукција, од 3D виртуелни студија. Понатаму книгата продолжува со прикажување на еден блок диаграм на ТВ студио, односно систем, технички систем како да се организира ТВ студио. Значи сектор за видеоконтрола, сектор за аплицирање на графика, сектор за репродукција, сектор за аудиоконтрола, сектор за архивирање на излезен сигнал, сектор за светло и сценографија. Се тоа посебни сегменти во телевизиските куќи, кои што треба добро да се осмислат, да се организираат нивната позиција во однос на главното студио, сето тоа да биде функционално, да нема застој, да нема пречки во работата. Понатаму во наредната глава е надворешна мобилна продукција, пошто Милчо е, мислам, познат, затоа што сам има изработено репортажни возила, значи не се купени тие готови фабрички репортажни возила, него е купено комбе, во кое што по собствен нацрт е поставена целата опрема во тоа комбе и така е добиено репортажно возило за снимање на терен, за правење на телевизиски преноси од спортските настани, од концерти и од било каде што сега ќе мора да се отиде со репортажно возило. На крај книгата завршува со едно поглавје каде има примери и анализа на телевизиски системи. Од мала информативна телевизија, телевизиски системи за емитување на содржини со одложено емитување, телевизиски систем во НД изведба и телевизиски систем со далечинска IP контрола. Тоа се последниве две се најсовремените телевизиски студија, кои што се, да кажам, хит во светот. Телевизијата во светот функционира на тој начин, така што сега тоа го имаме и ние кај нас, благодарение на Милчо. Па јас не би должел повеќе, мислам дека вака накратко добивте представа за каков голем труд станува зборов, дека во оваа книга од 300 страници со извонредни цртежите убаво ја надополнуваат содржината, ќе биде возможно, значи, оваа книга да ја користат и електротехничари и електроинженери, меѓутоа заради едноставниот пристап, заради елиминирање на непотребна математика, формули и така натаму, оваа книга ќе може да ја користат сите луѓе што се вклучени во
телевизиските центри, не само ние, да кажем, условно кажано, техничко-уметнички струки, камермани, монтажери и слично, меѓутоа ќе може да ја користат и другите вработени од продуцентите пред се режисерите, за да знаат како функционира системот. На крај би сакал само да му честитам уште еднаш на Милчо, да направи уште неколку книги, па некои заеднички да направиме. Благодарам за професорот Таневски и за крај на ова наше денешно овој промотивен дел, нели? Официјален дел, би сакала да го слушнеме авторот, мој добар пријател, прекрасен пријател, долги години, исто како Салешта каже, повеќе од 26 години соработуваме. Ова е навистина едно прекрасно дело кое што ќе биде пред се многу корисно, многу стручно е напишано, како што кажа, нели, професорите, но сепак за крај е убаво да го слушнеме авторот, колку долго се раѓаше идејата, потребата, како се пишуваше ова дело. Гледаме дека има доста и литература што е стручна, меѓутоа и многу практични работи кои што може да се научат од оваа книга. Милчо, повели? Благодарам, Марга. Најнапред, добро вечер на сите. Сакам да ви се заблагодарам што одвоивте време и дојдовте тука заедно да ја проследиме промоцијата на мојата нова книга. Знам дека е тешко да се најде време, особено во овие предпразнични, нели, денови, кога сите имаме некои ангажмани. Најнапред сакам да се заблагодарам на Интернационалниот универзитет Европа Прима, Факултетот за драмски уметности, професорите и колегите кои што навистина ја поддржа оваа книга. Сакам да се заблагодарам на моето семејство, на мојата сопруга, децата, мојата мајка и мојата сестра Тања, која што секогаш ме поддржувала во мојата работа. Особена благодарност сакам да истакнам и до компанијата АВЦ Груп од Скопје, која што партиципираше при печатењето на ова издание. 3D Проект Студио, мојата компанија, која што следната година ќе ја обележи својата 30 годишнина, значи 30 години од како е формирана компанијата. За книгата навистина многу слушнавме. Сакам да кажам дека во неа е преточено едно 20 годишно искуство, професионално искуство кое што сум го имал. Навистина беше предизвик затоа што токму овие 20 години беа доста интересни, особено во оваа област. Значи, само за подсетување ќе кажам дека последнава деценија добивме телевизија во HD резолуција, кое што беше нешто сосема ново. Се отворија нови аудиовизуелни уреди кои што дадоа еден нов начин на продукција. Сето тоа беше предизвик за мене и го прифатив. Беше доста интересно, во некои случаи тешко. Помагав доста и учествував во создавање на многу проекти. Многу телевизиски куќи кај нас, радиостаници, продукциски куќи. Помагав при формирање на културни установи, театри и така натаму. И сето тоа искуство решив да го преточам токму во оваа книга, за која што сметам дека е особено важна. Особено сакам да истакнам дека стана збор за илустрациите, за кои што навистина потрошив многу време. Доста долго време потрошив за да ги реализирам, меѓутоа мислам дека го постигнав тој ефект што го сакав. Па и сами ако ги погледнете, дури диаграм блоковите кои што се внатре нацртани, навистина го избегнуваат оној класичен инженерски пристап. Тие се нацртани со цел да читателот ја разбере сликата, го разбере блок диаграмот и свати всушност како функционира тој систем. Исто така сакам да кажам дека нема да застанам тука, ќе продолжам и понатаму да работам, особено што доаѓа еден многу интересен период во оваа област. Сите знаеме дека вештачката интелигенција се повеќе навлегува и дека нејзиниот импакт врз телевизиската технологија и продукцијските системи ќе биде многу голем. Ќе биде стварно интересно да се следи овој напредок, овој технолошки бум што ќе се случи и да видиме како телевизиските системи, продукцијските куќи ќе го прифатат тој импакт, како ќе се справат со тоа. Се разбира, будно ќе следам и ќе помагам сегде каде што ќе биде потребна мојата помош. И на крајот уште еднаш сакам да ви се заблагодарам на сите што навистина одвоивте време и дојдовте промоцијата на оваа моја книга заедно да ја реализираме. Ти благодарам, Милчо. Тука некаде би бил крајот на овој официјален дел на оваа наша убава вечер за паметење и за авторот, меѓутоа и за сите нас, бидејќи сите ние сме дел
како едно големо семејство, нели, во раѓањето на вакви прекрасни дела. Сега би сакала да ве поканам на еден мал коктел во фоајето на Универзитетот Европа Прима, каде што професорот Узунов ќе ви подели книга, ќе подпише по еден автограм и една убава посвета, а ние малку повеќе се дружиме со него и меѓу себе ќе поразговараме за овој прекрасен убав настан. Уште еднаш ви благодарам и имајте убава вечер. Океј, драги мои, тоа беше промоцијата на книгата Телевизиски системи на професорот Милчо Узунов. Се надевам дека ќе ми биде гости. Мене ми е интересна оваа тема. Не знам колку е за широка јавност, но мислам дека, слушај, толку време сте гледате телевизија, малку сте проникнале во тоа што е телевизија, како се поставува, како изгледа, како се реализира и така натаму и така натаму. Од еден стручен. Не е многу едноставна и многу е комплицирана, но во секој случај тоа е тоа. За крај денеска, драги мои, добро, едниот микрофон може да го исклучиме, другиот нека стои кај мене. Да. И она што следно сакам да ви го презентирам е едно обраќање на господинот Георгија Ѓорче Атанасовски. Вака малце и празнично ќе ви се обрати. Интервјуто со него што го имав додека беше тука пред да се врати во Соединетите држави, предизвика огромен интерес. А до сега во својата кариера он немал такво, не ова сега нешто себе да си давам некакви ловорики, но никој од моите колеги не прочепкал дури ни автобиографски некои суштествени прашања за него, затоа што сепак е еден од најголемите донатори на Македонија, човек кој искрено сака на свој оригинален ваков или таков начин направил, прави и тоа многу повеќе од што не знам. Но во секој случај еве едно негово обраќање надвор од она интервју кое беше за мене многу интересно, едно лично биографско патешествие и мислам дека после тоа уште подобро го разбирам овој човек. Така што добро беше и за него да ова го артикулира, затоа што, знаете, многумина ние оставаме сега некаков траг за во иднина, бидејќи за 50 години никој на нас нема да се сеќава. Никој. Дури на светителиве едва и се подсетуваме. Десетина сме кои ги славиме како вечерва Свети Никола. Па и за него не знаеме многу. Заборавот е нешто... Не знам дали е дел од нашата природа, затоа што искрено верувам во вечни вредности, во вечен живот, во вечни мемории, во вечни сеќавања. Само тие да бидат добри и позитивни. Георгија Ѓорче Атанасовски, едно негово обраќање по еден повод некаде во Ново село со македонците и ја да се поздравам со вас, ви посакувам
Приятна и лека ноќ. Мистер Джордж. Джордж Атанасовски. Патриот. Визионер. За македонската нација и кауза. На покана на Митко Русков, македонскиот иселеник од Швајцарија кој што се вратил во сопственото Новосело, Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски беше присутен на средба заедно со градоначалникот Ѓорѓе Божинов, дел од советниците на општината Новосело, како и граѓани кои заедно со него разменија мислења, ставови и идеи за иднината на Македонија. Воедно Атанасовски даде свое видување за иднината на нашата држава, а градоначалникот Ѓорѓе Божинов и советниците се вклучија во самата дебата. Сакам како најпрво да кажем добре дојдовте на сите вас кои сме присутни на оваа маса и да сме многу здрави, живи, срекни и плодни во иднина. Така да овој ден многу ми е горд ден и со ваше присуство, со ваша поддршка да кажам, денеска имаме еден многу наш голем гостин, македонец, и сакам овој гостин како најпрво да го најавам и да му посакам добре дојде во нашата општина Ново село, подножјето на Беласица. Значи, со еден аплос, ако може, да го поздравиме господинот Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски, човек кој е патриот, визионер за нашата Македонија и да ни биде здрав и жив за многу години, да разменуваме многу мисли, да соработуваме и така сето тоа да ни донесе на сите нас еден голем плод. Целта ни е да размениме некои мисли кои подобро на сите нас за иднина, за Република Македонија. Ние сме тие, како да кажем, апостоли кои може тоа нешто да го направиме за нашата Република Македонија, а да не ја заборавиме природата, Беласица, историски настани и така натаму и така натаму. Прво да посакаме топло добре дојде на нашиот гостин Ѓорđ Атанасовски. Драго ни е за се што се залагате за нашата Македонија, за напорите кои ги вложувате за ова наше родно место, за таа библиска Македонија. Да ги поздравам и гостите. Драго ми е што сме сите овде собрани. Благодарности и до телевизија Сонце за можност на поддршка на овој важен ден денес. Пред се ја сакам да испратам порака на сплотеност. До сега Македонија се соочуваше со многу предизвици. Жал ми е што морам да го потврдам фактот дека во сите овие години се потврди тој македонски ген на самоуништување, да секојаш си патиме од нас македонците, но еве нели секојаш одиме со таа голема надеж дека нашата Македонија ќе тргне конечно по правиот пат за развој во ова глобално веќе општество. Нациите се борат за преживување и ние не смееме како генерација да дозволиме нашата нација, македонска нација, да и се случи било какво уништување кое е се повеќе на повидок доколку продолжиме по моменталниот пат по кој се движи. Драго ми е што постојат луѓе со желба, со искрена мотивација да работат за Македонија, како господинот Ѓорđ Атанасовски, и само сплотено, кој ќе се погледниме очи во очи како само македонци, а не како наши и ваши, такви и онакви. Само така можеме да направиме да биде Македонија земја на која реално ќе се гордееме и земја која за идните генерации ќе биде повторно плодно место за да растат, да се развиваат и да продуцираат. Македонци, македонки, ми е гордост да бидам меѓу вас и прв пат идам во овој крај на Македонија. Ова што го посетив или што идев по патот, многу ми се допадна. Овој регион вреди злато. Имаме ние во рацете, значи ние треба да го негуваме. И оние работи што вие ги искажавте, имате едно од најдобрите вина.
Тоа вино треба да го промовираме и надвор од Македонија. Имаме и други вина, како Бовин и некои други, кои што веќе се изнесува надвор од државата. Ние тоа треба да го промовираме, затоа што имаме едно од најдобрите вина. Јас имам и во Калифорнија поедини на други места, така ние имаме работи кои што многу подобри од другите места во светот. Само ние македонците нас ни фали едно нешто што не можеме да се организираме и да бидеме заедно. И заедно да работиме да одбраниме Македонија, затоа што имаме доста непријатели. Нашите непријатели се и однатре и однадвор. Али тоа можеме само да го направиме ако сме единствени и си ја браниме државата и ја градиме сите заедно. Ако тоа не го направиме, овие држави или народи што се околу нас, гледате што нас ни прави. Ни кажува не сме македонци, не сме ова, не сме она. Ако се погледнат, ние сме најстарата нација, можам да кажам, на Балканот, па и пошироко во светот. Тоа е докажано. Али проблемот на нашите соседни држави му е нашата нација да згасне, а на ова подрачје да израстат нивните идеи и дури да превземат ова наша историја која што имаме дадено нашите дедовци и татковци Александар Македонски. Александар Македонски не го нарекле грк, не го нарекле бугарин, туку бил цар на македонците во светот. А нив тоа име му смета. Не само на овој регион, на овие наши соседни држави, туку му смета и на Европа. Затоа и во Европа ние сме биле во тоа време на Александар Македонски прочуени. Ако гледаме, Македонија се протекала од Словенија до Истанбул. На некој тоа му смета. Најмногу му смета, можам да кажам, на германците и на другите европски земји. Во 1812 година тие пратене составата 10, 20, 50 души и рекреира и ги сменува имињата. Пред се го сменува Македонскиот полуостров, кој се протега од Словенија до Истанбул, во Балкан. Зошто тоа го прави? Ова нигде нема да го слушате, затоа што сака тоа нивно влијание да го внеса на Балкан. А во тоа време бил Македонскиот полуостров. И почнува да го дела Балкан. 1832 година ја создава Грција и му носат кралото. Тоа е значи поделба и владее. После по неколку децени ја создава Бугарија. Го носи цар Борис. Тоа е систематски мрежеш делење и кинење делови на Македонија да не бидеме она што сме биле во времето на Александар. Но, за жал, ние постоиме и ќе постоиме и понатаму. Ние треба сега што повеќе да се сплотиме и да работиме за еднината на Македонија. Исто имаме и внатре многу луѓе или организации или политички влијанија кои што ни прават проблеми. Но тоа треба ние самите себе си да бидеме паметни. Пред се, овде се делиме ние македонците, СДСМовци, ВМРО-вци, она. Не, ние сме истиот народ, треба да се обединиме. Нас не ни треба толку политички партии, нас не треба единство. Тоа единство можеме само ние самите да го направиме. Јас сум ВМРО-вец, јас сум ВМРО-вец, наравно, ама од СДСМ и тие се ВМРО-вци. Само што не се вика. И па има и други помали политички партии. Ние треба да пред се да не биде државата, не политичката партија. Само така можеме да успееме ако сакаме во еднина. Затоа што единството е мерадош единство што може да ни го тресира пат. И сите овие што не се непријатели, така може од албанскиот блок и некои други, ќе има минимално. Че не може да бидат тие мерадош 50% во власта како што се денеска во СДСМ. Ние не сме да бидеме против ни една нација кои што се тие тука албанци, срби или други и тие не се дел од оваа држава, ама
треба да се го најдам кај што му е местото. Не можеме тие да ги ставиме на врво, а ние ме разбираш на маргините. Тоа само можеме да направиме ако го направиме во едните избори, што ќе биде, видно, ние македонците треба да се свестиме, да станеме сите заедно. Не ми треба милион партии, една партија, ама да се избера најдобрите луѓе. Ако е Трајко најдобар, ако е Георги најдобар, тој. Не да одиме политички, туку способностите на народот и на граѓаните кои што ги имаме и поседуваме. Само со способни луѓе кои што си ја сака државата и си го сака својот народ, тие во иднина треба да управуваат со оваа држава. Инаку, како сега што денеска гледам, работите се многу катастрофално. Ама тоа не значи дека ние утре не можеме да ги поправиме. Сето зависи од нас. Пред се, ние македонци треба да си прижиме рака, дај да работиме сите заедно за едината на Македонија и за едината на секој еден граѓанин на оваа држава да има подобар успех и состојба. Тоа можеме да направиме ако си пружиме рака и не се деградираме, а ти си ВМРО, ти си ваков, ти си онаков. Ја мислам тоа треба да го заборавиме и да ги избериме најдобрите луѓе во оваа држава. Не мора да биде само македонци, имаме и другите нации, имаме Срби, имаме бугари и други. Ние не треба да ги подценуваме другите нации. Ние бараме од сите заедно да изградиме оваа држава. Би сакал и јас како и градоначалникот пред мене да му изразам топло добре дојде на господин Ѓорче Атанасовски. Добре дојдовте во Ново село. Се надевам дека денот поминат во нашата општина ќе успеете да нотирате секој можен потенцијал кој што би можело да ви значи на вас некаква идеја или некаква мисла за да вложите некој од вашите идеи и визии за развој на Македонија. Би сакал, нели, покрај разговорот и покрај говорот на градоначалникот кој што добро опиша самата ситуација во Македонија, би сакал да дадам еден осврт на можноста и да го повикам нашиот гостин денеска да направи една добра анализа и доколку е во можност, доколку има такви планови, да постави еден добар пример како би можеле квалитетните луѓе кои заминале во странство да работат, кои што се веќе докажани и признаени таму, дека и во сопствената држава постојат места, постојат општини, постојат околи каде што има потенцијал и каде што тој потенцијал треба да се искористи и каде што вреди да се вложува. Од друга страна, тој факт ние би можеле да го искористиме ако би можел Ѓорче Атанасовски да дојде во општина Ново село, да биде тука меѓу граѓаните, да биде тука меѓу луѓето кои што на некој начин учествуваат во креирањето на локалната политика, да бидат наклонети за развивање на тој потенцијал и да го искористиме тој аргумент и пред други потенцијални инвеститори, потенцијални визионери, за да општина Ново село прерасне во некаков проект кој ќе значи бренд во Македонија и во Европа и светот. Уште еднаш добре дојдовте, ви посакувам пријатен престој тука и ви посакувам ве советувам да прошетате колку што е можно повеќе за да забележите колку што е можно повеќе од тоа што го нуди општина Ново село. Излегов со чаша вино тука на тоа за да уште на старт да му кажеме на гостите и на гостинот дека кај нас има многу нешта кои што се скриени и има еден огромен потенцијал. Огромен потенцијал за развој на туризмот, за инвестирање, потенцијал пред се, да кажеме, историски и вински туризам, на кој што многу малку му е посветено внимание и ние преку промоцијата на тие барем два сегменти од тој туризам, не правејќи никакви политички некои си действија, без да ни се сватат, да се сватиме погрешно,
ние тој потенцијал треба да го развиеме до тој степен да ја промовираме и Македонија и самите себе, а на тој начин на крајна линија ќе промовираме Македонија како земја на виното, на изгреј сонцето, на земја на сонцето и ние како деца на светлината. Во таа чест, јас би сакам да ве поздравам и да ве наздравам со едно наше автохтоно вино, еден наш овде присутен член, да кажеме, од ова семејство, да кажеме, кој што го произведува и кој што е пример како треба, повратник од странство, од Швајцарија и инвестирал во Македонија за производство на вино. Тоа сакам и да го пробате. А јас сакам сега и да ви кажам едно нешто, пошто спомнавте Ѓорѓија и така натаму. Не знам дали знаете дека етимолошки Ѓорѓи, ако Ѓеа или Геа значи земја или мајката земја, Ѓорѓи е таткото на земјата, така да знаете чисто, ако не сте знаели. На здраве и добро дојдете. Атанасовски продолжува и понатаму со посетата низ Македонија. Тој во периодот кој што е пред нас ќе оствари и повеќе средби и разговори со македонците од Македонија, како и со иселениците кои што живеат надвор од државата. Се со една единствена цел. Македонија да биде подобро место за живење, Македонија да биде место каде што сите заедно ќе се почитуваат и ќе бидат почитувани од надвор. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Патриот.